Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе зборуваме за трансплантација на бубрек и органодарителство. Гостин во студиото ни е професор доктор Сашо Догчев, уролог хирург. Останете на Телма. За трансплантацијата на бубрек во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Сашо Догчев, уролог хирург од Универзитетската клиника за урологија. Професоре, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам, со големо задоволство и чест ми е да зборувам за оваа тема, бидејќи Македонија тука има една историски успешна приказна. Ќе раскажеме во текот на емисијата. Најнапред да појасните кој пациент е кандидат за трансплантација на бубрек. Дали најнапред треба да започне процесот на дијализа или пак може и порано? Па, како што велат колегите од нефрологија, бидејќи таму се регрутираат, да кажам, пациентите и они ги испитуваат и ги следат со пациентите со хронична бубрежна болест, кога пациентот ќе дојде во терминална фаза и кога нема друго решение, ќе поминат на процесот на дијализа. Меѓутоа, колегите во последно време и порано, меѓутоа почесто сега, прават проценки. Значи, нефролозите прават проценки за функционалната способност на бубрезите. И кога ќе проценат дека навистина дошло време за трансплантација, ќе се јават кај нас, како крајни извршители, ние нормално, бидејќи ова е комплексна работа трансплантацијата, не е само на уролозите, него на нефролозите, анестезиолозите и така натаму. Мултидисциплинарен пристап на трансфузиолозите и така натаму. Ќе се јават кај нас, ќе кажат дека имаме пациенти за трансплантација и не мора да почнат со дијализа. Значи веќе нема друг спас и мора да се примени процесот на дијализа, да се почнат испитувањата за да може да се припремат паровите ако се работи од жив дарител или да се стави на листата на чекање пациентот за кадаверична трансплантација. Што говори вашето досегашно искуство? Кои се најчестите причини поради кои што откажуваат бубрезите? Па повеќе се има интернистичка, има и хируршки. Интернистичките причини кои нефролозите ги следат се хипертензијата, дијабетот, некои синдроми и најчести се овие нивните хронични гломерулонефрити, разноразни гломерулонефрити кои се јавуваат во тек на животот кај пациентот и најновиот, да кажам, тип на гломерулонефрити, за жал, пост-ковид. Сега имаме веќе нов гломерулонефрит, пост-ковид. Не е така чест, меѓутоа има пациенти кои веднаш после ковид се јавуваат кај нефролозите и кажуваат дека навистина имале проблеми околу тоа. Така да хируршките причини се најчесто вродени аномалии. Се решаваат во детската возраст. Ние работиме со адултната население и то колегите од детска хирургија работат на тие проблеми во детската возраст, некогаш успешно, меѓутоа некогаш не можат да ги решат сите проблеми. И кај нас и во светот, не е само тоа кај нас, него веќе кога не може да ги решат тие проблеми, во адултната фаза доаѓа за жал до терминална фаза на функцијата на бубрезите. Еве конкретно последната трансплантација е таков еден случај, младо момче од 20 на години кој во младата возраст, во детската возраст е оперирано, ја мислам, 10 пати и кај нас и во странство, во одредени центри кои се бават со оваа патологија. За жал дојде времето кога мора да се направи трансплантација. Тешка е трансплантацијата зашто тука постојат многу бројните операции. Секоја наредна операција е многу тешка, поготово трансплантацијата. Меѓутоа, добро е успеав, така да успеавме заедно со тимот. Одлично. Да, така да успешно заврши. Што е најважно? Да, што е најважно. Дали секој пациент кој што има проблем, односно кој што дошло до откажување на бубрезите, може да дојде до трансплантација? Има ли некои возрастни граници? Па, или пак некои состојби здравствени кои што може да не е возможно? Па најмладиот пациент што сум го оперирал, што се оперирал кај нас на клиниката е 15 годишно дете. Значи, над 14 годишна возраст се нашите пациенти. До 14 годишна возраст се припаѓаат на детската хирургија. Најстариот пациент е жена, 65 годишна жена од Прилеп, која се направи кадаверична трансплантација. Пред повеќе години, може би има 5-6 години веќе од тогаш. Старосна граница се движи тука некаде. Околу 65, може и покасни, повозрастни години. Меѓутоа, зборам за реципиентите. Истото важи и за донорите.
Значи, колку е помлад донорот, толку е подобра шансата, по-свежи се органите, по-млади се органите, така да ги наречам. Затоа што секое старење на пациентот стареат и органите. Над 65 годишна возраст веќе се рачуна за, ние го викаме тоа нормално, англиски назив, elderly donor transplantation, значи која се од постар, од повозрасен донор трансплантација. Кај нас ми имале не само над 65, ни над 70, него и над 80 имам јас двајца овој донори оперирано. Тоа е реткост во светот. Меѓутоа, ете, заврши успешно. Меѓутоа, за жал, органот нема да трае толку долго, трансплантираниот орган, зборам за бубрегот, бидејќи е веќе остарен, да го наречем. Меѓутоа, шанса да и неколку години да, и тоа е добро, кај реципиентот да живее орган. Професоре, кој е идеален донор, кога зборуваме за жив донор на орган? Брат, сестра, мајка, значи, татко? Така. Колку се поблиски крвно, да кажем, толку е подобра трансплантацијата, зашто имаат слични гени. Тоа го одредуваат, ќе ги спомнавме на почетокот колегите од трансфузиологија, одделот за ХЛА типизација, и таму одредуваат сличност на гените, сличноста на ткивата. Колку е посличен, толку е поуспешна, нема да има отфрлање на органот. Меѓутоа, во денешно време не е на одмет да споменеме дека крвното сродство е најблиско. Меѓутоа и фамилиарната поврзаност е онаа која е фактор за да може да се направи трансплантација од жив дарител. И законот дозволува до трето колено. Значи, фамилиарна поврзаност. Значи, до трето колено? До трето, четврто. Не може некој пријател доколку сака да донира бубрек? Не може, тоа е регулирано со закон, строг е законот и тука нема, да кажем, отстапки од таа практика, затоа што не велам дека ќе се направи, меѓутоа постои можност за некаква должничко-доверителни односи, да кажем. Да не дојде до некакво си продавање на органи, што е крајно забрането и кривично дело е. Така да во Македонија такво нешто не се случило и нема да се случи. Такви примери што ги спомнавте има во Индија, во Пакистан, негде 90-тите години, кога не беше доволно добро развиена кадаверична трансплантација. Имавме ние до 90-та година, јас сум сведок како млад доктор во тоа време, од 90-та година сум член од тимот за трансплантација. До 22 кадаверични трансплантации се направени до 90-та година. После тоа некако замре, после распадот на Југославија, замре кадаверична трансплантација, остана само living donor трансплантација, тоа жив дарител. И пациентите кои нема жив дарител кој да им даде бубрек се одлучува на, ајде да кажам, такви трговски односи со луѓето во Индија и во Пакистан, каде што се продава органите. По сума од негде 5 до 10.000 долари во тоа време. И за жал сум сведок и на тоа да од таму се враќаат со тешки компликации. Не сите, меѓутоа повеќето од нив. Така да добро што таа практика веќе замре, посебно со развојот на кадаверична трансплантација, и ако не е доволна. Ќе говориме и за таа, затоа што ние 2012 година, откако сум ја начело на тимот, направивме енормен број на трансплантации, најголем број досега во историјата на трансплантологијата, многу повеќе него претходниот период, 35 годишен. А 2014 ја возобновивме кадаверична трансплантација, што е многу важен податок. И од тогаш направивме 68 кадаверични трансплантации. Се уште правите повеќе трансплантации од жив дарител? Да, повеќе правиме, така е, тоа е многу комплицирана и поодговорна трансплантација, затоа што земате орган од здрав човек, тој не е пациент. Постои ризик? Па постои ризик сега, постои секоја операција, постои ризик. И најмалата операција некојаш ако ја направите, постои ризик да се случи нешто не сакано, да кажам. Иако е ретко. И за среќа е ретко. Кај донорите, донорите си одат за неколку дена дома, лапароскопски ги земаме бубрезите, значи со минимална инвазивна техника, така да веќе тој дел е развиен. Може да живеат нормално со еден бубрек? Да. Еден бубрек е исто као два. Исто. Во тек на животот, како ќе старе организмот, така бубрегот се зголемува, хипертрофира. И ја превзема функцијата на другиот, и еден бубрек врши функција као за два. Нормално треба чести контроли. Што значи тоа? Еднаш годишно бар да се јави на уролог или на нефролог, без разлика, бидејќи ние соработуваме со нефролозите,
и да се контролира бубрегот да не евентуално му се случи нешто. Затоа тоа е она што е мана, ако можам да ја наречам. Како се бира кој бубрек ќе биде дониран, левиот или десниот, има ли правила? Така е. Има правило, меѓутоа некогаш повеќе пати, односно не некогаш, бубрезите работат исто на тој скен што го правиме ние. Се прави на патофизиологија за да се види функционалната способност на бубрезите и да се одреди кој процентуално кој колку бубрек работи. Али најчесто се приближно 50-50. Никогаш не се 50-50, али тука се 49, 51, така натаму 45, 55, тука не. И тогаш не е значајно кој бубрек ќе се земе. Ако има поголема разлика во функцијата на бубрека, секогаш се зема послабиот бубрек. Подобриот мора да остане кај донорот. Донорот е светиња. Мора. Така да не му се случи да направиме ние несакајки, а секогаш викаат пациентите, бидејќи се најблиски роднини на... Тоа сака да прашам, обично бираат, предпоставам, по-силниот да го поготово дадат. мајка на дете. Обично земете го подобриот. Меѓутоа, тоа не може. Некогаш, ако е помала разликата, ако прецениме дека можем, го земаме подобриот. Меѓутоа, со проценка дека во иднина нема да добиеме уште еден кандидат за трансплантација. Тој е донорот. Значи, од еден кандидат да направиме два кандидата за трансплантација. Така да мора да се внимава на тоа. И секогаш, тоа е правило, се зема послабиот бубрек. Професор, обично родителите донираат бубрек Па за своето дете? најчесто, тие се најмотивирани, да кажем, потоа брат, сестра, баба, дедо, ако се помлади, реков негде над 80 годишна возраст имаме двајца донори за своите деца дадоа, тие се 60 и некоја година, децата, да кажем. Така да, најчесто се тие. Сопруг на сопруга? Да, тоа е она фамилиарна поврзаност, кај што нема крвно сродство. Сопругот и сопругата не се крвно поврзани, нели? И најчесто се тие фамилиарно поврзани роднини, сега јас не ги знам многу добро, али баба, имавме такви, баба на зет или свекор на сопругата на синот и така. Свекор на сна. На сна. И други комбинации, ама да бидат крвно, фамилиарно поврзани. Значи во една фамилија да бидат. Без разлика што не се крвно поврзани. Тоа може. Понатака не сме да се, што споменавте, пријател да каже сакам да донирам бубрек. Имаше такви неколку пациенти, живи дарители, да кажем, кои сакаат да донираат бубрек и доаѓа кај мене, јас сакам да го дадам бубрекот. Да го даде бубрекот, ама не може, така, не може. Упорни се во тоа или? Па, упорни се на некој начин, меѓутоа јас ги одбивам, тоа е недозволиво. Тоа законски регулирано. Законски не дозволи. Има во одредени држави, да кажем, во Европа, исто ова е европски закон, но ние не сме надвор од европскиот закон. Меѓутоа, полиберални се законските норми. Да кажеме, на престој у Франција, кога бев, дури кажа во таа агенција на биомедицина, од кај се раководи целокупната трансплантација во Франција, кажа дека може и од пријатели кои се, ајде да кажем, поемотивно поврзани. Што значи тоа емотивно поврзани пријатели? Може да протолкувате. Така да, они можат таму да прават, таков ми е закон полиберален, да кажем. Полиберален. А пак мора да постои врска меѓу донорот и реципиентот. Не може да каже од непознат човек да се земе бубрек. Кај нас е вака законот сега и тука нема што да се понатака дискутира, нема отстапки на тоа е кривично дело ако некој отстапи. Јас никогаш. А професоре, кога станува збор за кадаверична трансплантација, односно кога се трансплантира бубрекот починат донор, односно донор со мозочна смрт. Така е, тоа е уствари смрт. Да дефинираме што е смрт. Ајде да дефинираме. Значи да бидат јасно на гледачите дека смрт дефиниција за смрт е мозочна смрт. Кога е мозокот мртов. Тоа се одредува нормално со одредени параметри и одредени специјалности. Мора да биде анестезиолог, невролог, неврохирург, така да тие морат да дадат свое конечно мислење дека мозокот е мртов. Со сите оние испитувања што ги прават во тек на лекување на пациентот. Најчесто се пациенти од овие шоксова од собрекајка, од удари мозочни и така натаму. И тогаш се прогласува смрт. Тогаш се пристапува кон процесот на кадаверична трансплантација. Меѓутоа,
што е законот, како го регулира. Тој многу е добро законот регулиран. Секој од нас е потенцијален дарител на органи. Зборам за органи затоа што во државата почна, што ми е посебно драго последниве години, да се земаат и други органи за трансплантација. Срце, хепар, коски, почнаа сега и корнеја да земаат, што ми е посебно драго. Значи, веќе говориме за мултиорганска трансплантација. Мора да се добие признание на некој начин, согласност од фамилијата. Најблиската фамилија на пациентот кој е во смрт, во мозочна смрт, која е смрт. Срцето работи уште 24 до 48 сата под бидејќи се одржува во единиците на интензивно лекување и потоа згаснува и тоа. Значи во тој период мора да се земат органите. Има перфузија. Додека чука срцето. Додека чука срцето. Има циркулација на крв. Да се одржуваат органите на некој начин. Али тој период е толку, 24, најчесто е до 48 сати, што е поретко. Во тој период мора да се добие согласност. Тука е проблемот. Да. Оди ли тешко тој процес на добивање согласност? Па да ви кажам, чаки по години, ако добро се сеќавам, сега кога почнавме 2014 година, возобновивме, не почнавме, реков дека до 90-та имавме. Па потоа имаш еден период на пауза. Период па 25 години пауза. Релативно долг. Зошто? Како? Тоа веќе е друга тема на мојот. 2014 година успеавме да направиме рекорден број на трансплантации, 41 за една година. 29 living donor трансплантации и 12 кадаверични трансплантации. Кога говорам 12 кадаверични, тоа се 6 детектирани се 6 кадавери. Значи 6 починати лица. Подобро е, за мене поприфатлив термин е починато лице, но кадавер малце ми е груп зборот, меѓутоа тоа е терминологијата која е воспоставена во цел свет. Што е за почеток веќе добра бројка. И мислевме дека тоа ќе оди така. По нагорна линија. По нагорна линија. Ние спремни сме, мислам, медицинските тимови што учествуваат во целиот процес, меѓутоа замре некако после тој процес и до поединачни имавме кадаверични случаи и негде што е за одбележување, што е многу чудно. Време на ковид, кога сите се плашевме, 2021 година, исто направивме рекорд, кој тешко дека некојаш можеби ќе го достигнеме, се надевам дека грешам во ова што го кажувам, меѓутоа направивме поголем број на кадаверични трансплантации од living donor трансплантации. Тоа е единствена година во историјата кога направивме 16 кадаверични трансплантации таа година со 12 living donor трансплантации. И рековме и тука ќе тргне работата повеќе. Меѓутоа не е така, после пак поединечно, овие последниве години од 6 до 10 максимум кадаверични трансплантации во една календарска година, реков купно се негде 68 кадаверични трансплантации. За Македонија можеби не е тоа мала, нити па е голема бројка, меѓутоа е сепак еден успех. Но не е доволен, затоа што... Како тоа да се подобри? Како да се промени? Ние секогаш, и ваквите емисии, ние организираме и трибини на иницијатива на некои невладини организации, гостуваме да разни стручни лица, да кажам, од областите, за да можеме да го подигнеме, да ја подигнеме свеста на организаторството кај граѓаните. Се уште немаме одговор, да кажам, како што очекуваме. Затоа што, да кажам, органодарителството е највисок чин на човеколюбие. Нема по-благородно нешто од тоа. Не постои. И така и треба да се свати кај нашите граѓани, меѓутоа се уште свеста очигледно не е на доволно високо ниво или ние не успеваме као стручни лица да, не само стручни лица, него има и национален координатор, има Министерство за здравство, владата. Јас секогаш го говорам тоа дека владата е организатор на целокупниот процес на органодарителство. Почнува од владата, преку Министерството, па национални координатор, па болничките координатори, за да ние како крајни извршители ги имаме органите на располагање за земање и за трансплантација. По некои земји потпишуваат согласности луѓето додека се живи, дека по нивната смрт би можеле да бидат донирани. Тоа може да се направи. Ова што го имаме ние како закон, па е европски закон. Не отстапуваме ние. Ова е европска легислатива.
И мислам дека е најдобра. Потпишуваат, и ние можеме да потпишеме, не е проблем. Ама пак после нашата смрт, пак фамилијата има, значи тоа не е обврзувачко потпишување. Така. А порано имаше, во Америка е така, мислам дека и се уште во Америка, во Соединените американски држави, дека за време на живот сите потпишуваат, има донорски картички. И на почетокот на 90-тите и ние мислам дека имавме така нешто, ама краток период, и после дојде овој закон негде, не знам, 95-та, 6-та или кој беше. И се воспостави ваквата легислатива, што мислам дека е најисправна, најјасна. Тоа е веројатно Европската унија согледала дека вака највише може да се добијат органи. Секаде во светот има недостаток на органи. Никаде не е идеално. Меѓутоа, знаете, последните податоци говорат за чекање на листата на чекање, таа waiting листа, тоа се наоѓа на клиниката за нефрологија. Се повеќе од 100 пациенти чекаат за трансплантација на бубрек. Значи тоа се оние за кадаверична трансплантација. Пациенти кои немаат кој да им даде бубрек. Сега бројката не е баш мала. А процесот на кадаверична трансплантација тече. Значи ние сме способни да го тераме процесот. Што наведуваат најчесто како причина зошто не се одлучуваат да Па не знам, подпишат знаете што, во согласност? таквите моменти кога ќе соопштите на некој дека починала него близок роднина, него блиско тоа е лице, голема тоа е голема трагедија и трагедија. Траума. Така да верувам дека е тоа. Еве, ние на овие трибини што ги организираме баш во моментов, имавме една во Охрид, сега минатата недела бевме во Битола, сега наредниот месец сме во Штип, па во Струмица, мислам, па во Скопје и така натаму. Организираме трибини ние во организација на тие невладини организации што е навистина за поздравување. Меѓутоа треба владата да го преземе тоа. Владата треба да го и мислам дека ќе го преземе. Секаде, еве, пак ќе спомнам Франција како една од најголемите држави каде што е феноменално организирана трансплантацијата. Хрватска е исто. Хрватска е меѓу водечките земји во свет. Сега го говорам према број на жители, на милион жители. Број на трансплантации на милион жители. Хрватска е во врвот. Се менуваат со Шпанија на врвот на листата на кадаверичната трансплантација. Ние достигнавме еден врв за living donor трансплантацијата. 2013 година бевме 9 во свет за living donor. Со 35 трансплантации на ниво на календарска година и 5 во Европа, што навистина е огромен успех за Македонија. Сега треба тоа да го повториме и да го надминеме. Меѓутоа некако тешко ни оди. Кај living donor трансплантацијата немаме многу парови што чекаат. Како ги спремаат колегите од нефрологија, ние така ги оперираме. Еве, сега имаме веќе едно 3-4 пара кои се спремни, закажуваме термини и ги оперираме. Сега наредниот петок имаме трансплантација, така да таа тече. Тоа е во договор о организација меѓу клиниките за living donor трансплантација. Али за кадаверична трансплантација е токму ова што го кажува. Огромна организација. Споменавте огромна организација. Што се случува во оние критични часови откако ќе разберете дека има орган? Колку време бубрекот може да биде надвор од телото пред трансплантацијата? Така. Значи, што побрзо е подобро да се земат органите, бидејќи пациентот, кадаверичниот пациент, мислам, починатото лице, веќе кризира со животните знаци и мора да се земат органите. Најбрзо што треба да се трансплантира органите е срцето, потоа овој црниот дроб. Бубрезите може да почекаат. Убаво е одба да се трансплантираат, меѓутоа може и да почекаат до 24 сата. Не мора да се чека толку, меѓутоа не мора да се брза. Сега кај нас имаме единствен центар сме, од кај што се земаат бубрезите и кај што се трансплантираат. Меѓутоа, еве, Евротрансплант да ја земаме како најголема организација во Европа, каде што се 10 на 12 земји членуваат и имаат размена на органи. Сега треба од еден крај, да кажем, од Германија, не мора тамо, од кај што ќе се земе органот, бубрегот не мора да се трансплантира во истиот центар. Се јавуваат сите, тоа реков е огромна организација. Се јавуваат сите каде има таков реципиент кој е најсличен до земениот орган. И оди, да кажеме, во Хрватска, или оди во Австрија, или оди органот во негде во другоме. Од Хрватска оди во Унгарија или во, не знам, во Романија не е членка, него во Холандија, да кажеме. Така да, они имаат големи шанси за размена на органи. И затоа нашата цел во иднина треба да видиме што побрзо членка на Евротрансплант, повторна евроинтеграција. Така. Што го збориме.
Значи, тука ќе има размена на органи. Ние ќе ги земеме органите, не мора веднаш да ги трансплантираме, ќе отидат негде, ќе добиеме другиот ден од таму каде што се детектирал друг кадавер. Така да тоа е поголемата шанса да добиеме органи. Ако даваме, ќе добиваме. Така. За не да даваме, да кажеме доброволно, него кај што има таков пациент, поклопување со најголема сличност. Само такава да Крвна органите. група и ХЛ типизација. Значи тука нема привилегии, се јави лово и се јави лово, нема тука. Аха. Значи мора да се Нема предност на некој пациент. нема тука. Само тука нема, веројатно. Сега кога станува збор за самиот зафат, дали има вистина дека пациентот по трансплантацијата на бубрек живее всушност со 3 бубрега во себе? Значи не се вади бубрегот што откажал. Да, некогаш кога кај така наречените тие родени аномалии што ги кажам, тоа се оние полицистични бубрези. Полицистична дегенерација на бубрези и тие траат со одреден период во животот, да кажеме до негде 50-та, 60-та година, зависи. Некогаш и подолго и на крај престануваат да работат и мора да се направи трансплантација. Сега некогаш правиме трансплантација кога не ги вадиме бубрезите. Кај тие зборам за полицистични, затоа што тие се огромни бубрези и треба да се направи место за да се направи трансплантацијата. Трансплантација се врши не на правото место на бубрегот, него во малата карлица, на илиакалните крвни садови. Значи не се става каде што Не, никогаш не се става. Се вообичаено каде што стојат бубрезите. Да, некогаш таквите. А каде во малата карлица? Да, сега ќе ви кажам. Некогаш мора да направиме место бидејќи се огромни бубрези, едниот бубрек да го извадиме за да направиме место. А после тоа може и другиот бубрек за да не направи компликации. Во илиакалните крвни садови во малата карлица, значи тука во овој предел. Ке препоните тука во тој дел? Па над препоните, да, во тој ретроперитонален простор, не во стомакот, него во надвор од стомакот. Ретроперитонален простор ние го викаме, значи да нема црева, да нема тука абдоминалните органи се надвор од тоа. Тука се трансплантира. Ретко некогаш ако нема услови за такво нешто, може малце погоре да се оди на распиштето на крвните садови, на аортата и на вена кава, тие се најголемите крвни садови, еве баш во моментот идат најголемите крвни садови во организмот, меѓутоа како одите нагоре, процесот е све потежок и потежок. Затоа што треба да се испрепарираат убаво, да има притоки, гранки и се комплицира целата работа. А овде има и место за бубрегот, во илијачните коски тука има едно вдламнување, баш тука се поставува бубрегот и функционира идеално. Како се проценува дали органот е прифатен, односно дали почел да функционира? Па знаете како, одма, јас ќе ви кажам без разлика, не треба тестови да правиме. Ако промокри за време на операција веднаш по деклампирање на крвните садови, после неколку минути, тоа има големи шанси да речам. Значи уште за време на операцијата, само што ќе ги деклампираме, што ќе ги пуштиме крвните садови, после анастомозите, после спојувањето на крвните садови од донираниот бубрек со крвните садови на реципиентот. Веднаш, после неколку минути, ако промокри бубрегот, ги добиеме првите капки на урина, тоа се огромни, да речем, 100% гаранција дека бубрегот ќе работи. Сега, во иднина треба нормално контроли да се прават, дури е хоспитализиран пациентот, секојдневни контроли се вршат и од нас и од нефролозите, се дава, знаете, имуносупресивна терапија. Мора да се супримира одбранбениот систем на организмот да не го отврди. Тоа е најчестата компликација? Во денешно време, па немаме многу. Ретко имаме, меѓутоа брзо кога се реагира, веднаш се даваат лекови. Во денешно време има толку мокни имуносупресивни лекови да навистина од таа страна немаме некои посериозни проблеми. Дозирањето оди секојдневно, се мерат вредности и така натаму и така се одржува бубрегот. Одржувањето е доживотно, но како поминува времето? Првите неколку месеци е најинтензивна таа имуносупресивна терапија за да се овозможи еден баланс, да се прифати бубрегот. И затоа тогаш пациентот е најосетлив на надворешни влијанија. И затоа им викам јас на пациентите кога ќе ги отпуштам од болница, од Центарот за трансплантација, кој сега го реновираме, меѓутоа работиме во апартманите наши, таму лежат пациентите,
изолирани од останатите пациенти. Првите неколку месеци, 3 месеци, да не примаат никого дома, нити да излагаат. Поготово кај младите луѓе да шетаат надвор на улица, затоа што сепак се со лекови со имуносупресивна терапија и подложни на надворешни влијанија инфекции. Така да како поминува времето, тој титар на имуносупресивни лекови се намалува и трае доживотно. И како поминуваат години, дури доаѓаат пациентите дури со еден имуносупресивен лек да го земаат. Вообичаено си работа све најнормално, нема никакви забрани. Најнормален живот. Најнормален живот. Да. Но овие лекови носат и одредени ризици. За малигни заболувања, смеат на сонцето излегуваат? Да, добро е прашањето, али нема толку многу малигни заболувања. Има ретки случаи, да. Имаше еден пациент исто со малигно заболување пред неколку години и сега, за жал, една пациентка која функционираше 25 години, со 25 годишна трансплантација на бубрегот, функционирачки. Доби еден тежок карцином на мочниот меор, кој јас го оперирав. Меѓутоа пациентката, у касна фаза беше. Пациентката е во лоша состојба, сега баш беше кај нас во лоша состојба и, за жал, дали ќе успееме да излекуваме, ќе видиме. Има, значи може да се добие малигно заболување, меѓутоа ние сме сите подложни на малигни заболувања, не дај Боже, мислам на никога, ама. Така да е реткости. Затоа треба многу добро, тоа многу добро го прават колегите. Посебно морам да го споменам професор Гоце Спасовски, тој ми е најголемиот соработник од клиниката за нефрологија, многу добро ги третира пациентите, така да ние соработуваме со него години назад. Што доколку бубрегот откаже по одреден број на години, дали или биде отфрлен од организмот, дали може повторно да се направи трансплантација? Да. Веќе имаме ние десетина, мислам, може би си и повеќе пациенти со втора трансплантација. Што не е така често во било која држава. Ќе спомена Хрватска. Јас кога бев на престој таму, дури колегата од Хрватска, од Ребро, клинички центар Ребро, ми кажа дека работи и трета трансплантација, што е реткост. Реткост е кај еден пациент. Така да е можно. Можно е и не е никаков проблем ако откаже бубрегот да се прави втора трансплантација. Нормално треба сега донор, треба орган, повторно да се најде орган. Затоа реков, имаме недостаток на органи. Тоа е она што е битно. Затоа living donor трансплантацијата е крајно одговорна работа. Иако е за мал процент поуспешна од кадаверичната. Што значи тоа поуспешна? Подолго трајат органите кај living donor трансплантација. Повеќе години. Али не е тоа некој голем процент. 10% и тој дали е толку. Значи, кадаверична трансплантација онаа е која треба да се форсира. Тука треба се за да не се загрозуваат на некој начин органодарителството. Да, органодарителството. Тоа е целта и мислам дека треба да се посвети тука, државата треба да посвети тука. Така. Многу поголемо внимание, посериозно, перманентна кампања да се води. Еве, пак ја споменеме Хрватска. Тамошниот национален координатор, сега мислам дека е друг, сменет, дури по телефон, не личен контакт со фамилијата, по телефон обавестува дека вашиот роднина почина, дали смееме да ги земеме во врезите, дали се согласуваат. И добиваат согласност. По телефон. Значи, толку е развиена свеста за органодарителство. Токму и затоа ги правиме овие емисии, за да се крене свесноста. Така е. И секогаш со големо задоволство говорам на оваа тема, се со цел да постигнеме. И ќе говорам и понатаму за другите емисии и трибини што ги имаме, да дадеме што поголем придонес да кај граѓаните допреме до граѓаните дека тие органи штета да пропаднат. Штета е да пропаднат. Кога може да спасат живот. Некој живот. Што значи за некој што бил на диализа да добие бубрек? Дали комплетно ќе му се врати квалитетот на животот? Еве, дали жените би можеле потоа да забременат, да износат бременост, да родат дете? Што побрзо се направи трансплантација после терминалната фаза на функционирање на бубрезите е побрзо. Тоа е подобро. Што побрзо?
Затоа таа преемптивна трансплантација која споменавме пред да почне пациентот на диализа, да се направи трансплантација, е најдобро. Е најдобро решение. Потоа, колку е пократок временскиот период на диализа, толку е поочуван организмот. Значи, првата, втората година од диализа се најприфатливите пациенти за трансплантација. Како поминува времето, органите се оштетуваат, другите органи се оштетуваат од самиот процес на диализа и трансплантацијата е све покомплицирана и покомплицирана. И затоа сите пациенти што се на листата за чекање, сите не се кандидати за трансплантација. Затоа се прави евалуација еднаш годишно да се види кој добиваат разноразни заболувања и така натаму. Што доколку некој има покачен крвен притисок или пак крвниот притисок шеќер во крвта? Да, шеќерот да, тоа доведува, ако долго трае процесот, доведува до инсуфициенција на убрезите. Али и после тоа треба да се регулира нормално све тоа за да што подолго трае трансплантираниот орган. Секоја преживување на бубрегот зборам, над 5 години се смета за успешна трансплантација. Еве реков им имаме 25 години. Значи над 10 години има пациенти веќе повеќе што функционира бубрегот. Жените може да запременат? Жените може да запременат. Може. И може да се реализираат во мајчинството. Може, да. Што не би било возможно доколку се не е диализа? возможно, затоа што процесот на диализа не овозможува. Истоштени организмот секој втори, трети ден на диализа. Така да... А каква треба да биде исхраната? Дали ќе треба некаква рестриктивна диета до крајот на животот или пак и тука нема некои посебни ограничувања, најнормален живот, да не се претерува во ништо. Најнормален живот, секојдневие работоспособност. Спортување. Па имаше, веќе потсетам еден пример, исто хрватски фудбалер. Со втора трансплантација играше фудбал, дури и за репрезентацијата на Хрватска. Еднаш беше трансплантиран, па бубрегот угина, па повтор пат трансплантиран и сега више мислам дека не игра, не е активен, меѓутоа играше фудбал. И во репрезентација и во Германија во некој клуб играше. Така да еве, екстремни спортови, што не се препорачува многу затоа што тоа фудбалот е малце него и груп спорт, па не дај Боже некој удар не сакан, некој сака да го удри на тоа место, ама не дај Боже да добие таков удар, може да дојде до повреда на органот. Така да може. Така. Професоре, имате комуникација со пациентите кои што сте ги трансплантирале? Да. Почесто одат на нефрологија на контрола, бидејќи они ги следат ради терапијата, али некојаш и кај нас ќе дојдат кои има некој проблем и така натаму. И ги следиме и... Па еве да ви кажам, успешноста на трансплантацијата не е само бројката. Најуспешни години се 2012 и 2013. 2012 година е 100%, зборам за кај нас у Центарот за трансплантација. 2012 е 100% успешност на трансплантација, 23 трансплантации. 35 трансплантации 2013 година, 95% успешност. Значи, ние не паѓаме далеко од европскиот просек. Тука негде се движи и европскиот просек. За living donor трансплантацијата е поголем, за кадаверичната е малце помал. Негде 90 од 85 до 90% успешност. За преживување и на пациентите и на графтот, на бубрегот. Така да имаме услови, само треба да наоѓаме органи. Така. Професор, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека овие бројки ќе бидат уште поуспешни во иднина и дека ќе има уште поуспешни години. Па се надевам. Веќе еве јас сум при крај на кариерата. Се надевам дека моите помлади колеги, да кажам, ќе продолжат. Ајде уште поуспешно, им посакувам да бидат поуспешни од овој период што го имавме од 2012 година. Кога направивме на вистина еден бум. И идниот период нека биде уште поуспешен. Нека биде така. Така е. Ви благодарам уште едно за гостувањето, ким се заблагодарам и на нашите гледачи што ја следат денешната Телма амбуланта. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.